Како што кажав, се наоѓаме во посета на семејната винарија Јаковлевски, винарија со семејна традиција долга повеќе од 50 години. Тие по долги години работа се регистрираа во 2020 година и ги искористија измените што ги направивме во Законот за вино, токму со цел да им помогнеме на малите винарии да се развијат и да го зголемат своето производство. Тие ги следеле владините мерки за поддршка на винариите и преку конкретни грантови имаат аплицирано и добиено грант од државата. А со средствата, како што споделија со нас, купиле садови за вино, топлинска пумпа за контролирана ферментација на виното, барик, буриња и слично. И денес во производството на вино се вклучени сите членови на семејството Јаковлевски, кои го зголемуваат производството на вино, со тоа и на домашните приходи, а секако придонесуваат и во зголемувањето на државниот буџет. Кога одлучивме да го измениме Законот за вино, имавме цел и помалите производители да можат легално да ги продаваат виното произведено во домашните капацитети. Неповратен грант од 10.000 евра по корисник за поддршка во опрема и инвестиции добија 59 семејни винарии, како винаријата во Јаковлевски, и на вистина е убаво да се видат придобивките од оваа мерка. И покрај светската, прво здравствена, а сега и економско-енергетска криза, што се чувствува и во нашата држава, само за 2 години во регистарот на производители на вино се имаат запишано нови 70 мали винарии со капацитет до 50.000 литри вино, од кои 11 се правни и 59 физички лица. Ова е доказ на дело дека мерките даваат голем резултат. Освен поддршката на извозно ориентираните земјоделски култури и дејности, како што се грозјето и лозарството, и винопроизводителите, во изминатиот период донесовме повеќе мерки во областа на земјоделството со цел да го зголемиме домашното производство на храна и да ги поддржиме земјоделците кои работат на тоа. Донесовме одлука за доделување на државно земјиште заради зголемено производство на пченица, пченка, јачмен, стратешки култури, за што имаше голем интерес на аукцијата и над 15.000 хектари веќе се доделени. Инвестиравме во зголемени субвенции преку интервентниот фонд за производство на стратешки земјоделски производи, кој што прво беше 400 милиони денари, а потоа го зголемивме на 900 милиони денари. За прв пат донесовме национален план за производство на храна и веќе е зголемено производството на пченица, пченка и јачмен. Производството на сончоглед е веќе дуплирано. Увозот на сите овие култури е намален затоа што обезбедивме зголемено домашно производство. Ова се конкретни докази на дело за исправноста на оваа владина мерка. Посебно сакам да го нагласам ефектот што го очекуваме од новиот модел на субвенционирањето. Запознаени се земјоделците, заедно со нив работевме на промените, со цел да ги заштитиме вистинските земјоделци и секако да го зголемиме производството на храна во државата.